Добро утро и од мене, јас сум Александра Бубевска, а ова петочно утро го вклучуваме режисерот Александар Поповски. Преку Zoom врска го наоѓаме во Марибор. Добро утро, Ацо. Добро утро на сите. Вие сте во Марибор, но сакам да поразговараме за премиерата на вашата најнова представа Алиса во земјата на стравовите, која што негде на почетокот на месецот имаше своја премиера во ЈДП театарот, во Југословенско драмско позориште во Белград, и која што веќе има многу позитивни критики и рецензии, барем од тамошните медиуми, она што можеме да прочитаме. Па еве на почетокот да почнеме со тоа како најдовте инспирација во овој текст, бидејќи представата е според познатата Алиса во земјата на чудата, но сепак со еден исчекор ваш и со ваше едно друго режисерско видување. Па приказната за Алиса е една од моите фасцинации многу одамна. Значи, не тој лик сам по себе ми се допаѓа многу и незиниот принцип да пропаѓаш низ една дупка, а додека пропаѓаш да не се плашиш како ќе паднеш и да не се плашиш од оно што те чека долу, туку да истражуваш, да гледаш, да комуницираш со работите. Во таа смисла, од секогаш сум јас така себе си се доживувам кога работам, се доживувам како Алиса која што пропаѓа низ една дупка. Втората работа која што таму присутна, а ми се чини дека денес е во реалниот живот се поприсутна е феноменот на времето. Феноменот на немање време. Ние со начинот на живот го скратуваме просторот на времето страшно, го убрзуваме времето и на тој начин ја убиваме креативноста. Немањето време донесува еден мораме да испорачаме работи, да веќе немаме време да се занимаваме со создавање, со креирање, мораме да ги испорачаме. И кога пред година почнам да разговарам со писателката Ела Махковец од Љубљана, за тоа што би работеле, таа е обседната со сопствените стравови од се што ја окружува. И реков, ајде да споиме две работи, да споиме Алиса како некој кој што не се плаши, со сите стравови кои што те интересираат и кои што денеска, особено младите луѓе ги окупираат. И така настана оваа драма, која што во себе ја има структурата на Алиса, но сите приказни внатре се наново напишани и се занимаваат со конкретни стравови со кои што денес се соочуваат првенствено помладата генерација. Она што можев да прочитам е дека се работи и за тоа дека Алиса веќе пораснала, не е мало девојче, не е веќе животот пред незе, туку се соочува со можните грешки, со можната неуспешност во она што сакала да го постигне и со она што е можеби еден универзален проблем, би рекла, на светот денеска, дека ако не постигнеш нешто до 35 години, тогаш веќе е доцна. Што не мора да биде точно. Секогаш, но ете, таа забрзаност на светот покажува дека мора човек брзо да делува. Па да, таа генерација се соочува со тој проблем. Значи, до 35 не си ги завршил сите работи, од семејство, од деца, од професија, од кариера, како да животот треба да заврши. После 35-та ќе ги направиш сите тие работи и после тоа е тоа, готово. Нема развој, нема понатаму. И тој е еден притисок кој што се прави. И точно, Алиса е девојка на околу 30 на години, со веќе поминат дел од животот во кој што морала да плати и за собствените грешки и за туѓите грешки. Настана една, ми се чини, вака по реакциите. Сега, критиките, да не се лажеме, има едни добри, има едни што се многу лоши, но оно што посебно што ми е интересно е писмата кои што ги добивам и реакциите од младата генерација. Ми се чини дека Милена Радуловиќ, глумицата која што ја игра главната улога и која што за жал беше во медиумите позната и по едни други не така убави работи,
таа станува еден вид хероина за една нова генерација. Нова генерација, особено жени. Особено жени, да. Мислам, таа отвори цел еден процес во Србија, а и во целиот регион, а ми се чини дека сега ни се представа да се отвора уште еден процес. А кој е тој процес? Па, тоа е една позиција на да се кажат некои работи и да можат тие по писмата што ги читам, тие се поистоветуваат. Тоа мене ми се случува. За тоа размислувам. За тоа сакам да зборувам. Тоа се темите кои што ме интересираат. Тоа се темите кои што смеам да ги изговорам, па не смеам да ги изговорам. Во тој правец одат реакциите. Добро, овие позитивни рецензии кажуваат дека се работи за представа која што ќе биде долговечна, дека долго време ќе се игра на сцената на ЈДП, од една страна, и од друга страна дека она што е фасцинантно покрај содржината, покрај прашањата што ги побудува, е и тој визуелниот идентитет на представата, значи целата таа сценографија, музиката, сите оние придружни, но важни елементи на една представа. Тоа е точно, затоа што тоа е една екипа со која што веќе работам, тоа е Свен Јонке и Нумен, Марија Нечак работеше музиката, Свен ја работеше сценографијата, Мија Поповска работеше костимите и визуалниот идентитет на представата е многу силен, затоа што од друга страна ми се чини дека е важно да се задржи добрата комбинација на тема и визуелно. Значи, да не се, обично еден тип на теми се третираат на, ако е темата темна, се е темно. Ми се чини дека е многу важно да биде истинска комуникација помеѓу темата и визуелноста. Тоа е спектакл за луѓето за гледање. Навистина сите се одушевени од тоа што го видоа, и тоа што го слушна. Каква некаква современа бајка, тоа и сакав да биде. Сакав да биде современа бајка и затоа ми требаше моќна визуелност. Иако оваа современа бајка всушност се занимава со најголемиот, можеби, од стравовите, а тоа е стравот од неуспех. Да, иако се занимава со стравот од неуспех, затоа што мојава генерација, не ја пробав да се сетам сега, ама стварно ми се чини дека немавме такав пресинг од тоа дека мора по секоја цена да... Не може да се сетам до крај, но мислам дека стално ми вика има време, чекај полека, кај брзаш. И стварно почнам да размислувам за успех, па тамо негде кога напунив 45 години. Или можда подоцна. Тој си дојде како резултат на тоа што уживав во тоа што го работам. Не дојде како прва работа. Не дојде како примарно прва да успееме. Мислам, беше голем кеф да се студира, да се учи оваа професија, па да се запознаат луѓето, па некако успехот не беше на... За да не звучам, тебе ти е сеедно, не било никогаш сеедно, ама не беше на прво место. Да. На прво место беше нешто друго, не знам, секој сум страшно узбудлива професија имам, се радував на луѓе, се радував на нови средини, на нови театри, да запознам, не беше на прво место успехот. Да. Сега ми се чини, гледам како ги учат и во школа. Значи, како ги спремаат во средна школа, мораш сите петки, ако не бидеш сите петки, нема да се запишеш на овој факултет, ако не бидеш тој факултет, нема да биде тој. Мислам, јас немав сите петки во средна школа. Да. Добро, сега полека поминува пандемијата, тоа веќе разногласие постои дали пандемијата поминува или не, но сакам да те прашам, бидејќи често работиш во различните театри, барем во регионот, еве во Словенија, во Хрватска, еве во Србија. Каква ќе биде иднината на театарот, Александар, со оглед на сето ова што го поминавме низ пандемијата, што театарот го помина, односно мораше некаде да се пристрои каде што сакаше, некаде не мораше, па просто молчеше? По ова што гледам, воопшто не се плашам што ќе се случува, затоа што луѓето
Мислам и на таа премиера и овдека, мислам се враќаат, ние имавме во Лјубљана 7 дена поред игравме во Цанкариев дом една представа која што беше преполна. Луѓето се враќаат, мислам, потребата за клучната потреба на човекот е допир и комуникација. Ние без тоа не функционираме. И моментите на собирање на некакви дружења, мислам дека тоа апсолутно ќе се врати. Во таа смисла не гледам никаква опасност по прашање на театарот. Повеќе гледам, секогаш сум гледал во тоа што на кој начин се однесуваме до него, како го финансираме и дали го финансираме, што поддржуваме. Тоа ми се чини дека е поважно. Во овој момент ми се чини дека е многу важна таа визуелност да се врати во театарот, а за тоа се потребно малце повеќе пари, за да може да се креираат нови светови. Бидејќи луѓето се заситени од тоа да гледаат стварноста и реалноста. Тоа што го знаеме, го знаеме. Тоа што го видовме, очекувањата се сведоа кога зборам за она што го гледаме околу себе. Нас ни е потребно нешто друго. И уметноста е таа која што ги отвара новите светови. Уметноста е таа која што ги креира и потоа таму се развиваат новите идеи. И во таа смисла мислам дека секоја земја која што држи самата за себе до некаков тип на развој и за својот народ, апсолутно мора да инвестира во култура и во уметност. Таму ќе бидат решенијата за исчекорите напред. Така ќе се развиваме. Во економскиот дел, знам дека се гледате, или во некој политички дел, ние немаме простор, кога кажам ние, не мислам само на Македонија, немаме простор за никаков развој. Долку не додат свежи идеи од едно друго место. Сосема на крај, дали можеби македонската публика ќе има шанси да ја види оваа нова представа од ЈДП? Јас мислам дека да. Сега само треба да се договориме во кој период. Ми се чини дека со Македонски народен театар постои веќе комуникација југословенско-драмско и јас би бил многу сеќен. Одамна не сум гостувал со ниту една представа и би бил многу сеќен да можам да дојдам во Македонија. Александар Поповски, многу ви благодарам што се вклучивте во утрински брифинг и ви благодарам за овие ваши размисли околу театарот и околу воопшто светот и векот. Благодарам уште еднаш. Фала ви на вас многу. Голем поздрав до сите. Добро е, тоа беше режисерот Александар Поповски, кого по Zoom врска го најдовме во Марибор, а разговаравме за неговата представа најнова премиера во Југословенско драмско позориште во Белград.